Значи, ке збориме ова утро, т.е. текстот што го прочитавте, говори за градење, градежништво. И верувам, повеќето знаат, особено оние што биле вклучени во градење на некаква градба, знаат дека добро е и треба се грижат да обезбедат добри мајстори, секакви од разни профили. Треба да има добар архитект што ќе направи добар проект, треба да има добар статичар што ќе пресмета какви темели да има, какви столбови да има, какви материјали, колку дебелина на профили. Потоа добри мајстори што сето тоа ќе го остварат, за да не се случи тоа што се гради, зидовите да бидат криви, па целата градба потоа да се накриви, па да распука и да падне. Така да многу луѓе се вклучуваат во градењето, се внимава како ќе се гради. Загрижени сме како ги градиме објектите што ги градиме. И се знае дека најважно е да има добар темел. Да се постави сето тоа на темели кои ќе држат, нема да пропаднат. Товарот што ќе ја носи зградата, тој треба да биде распределен на добри држачи, добри темели. А сите ние пак сме вклучени во едно друго градежништво, секој си го гради својот живот. Секој е вклучен во градбата на својот живот, па некој дури во животот на другите. Нормално. Поврзани сме, посебно родителите учествуваат во градењето на животот на децата и како што ни е важно, како што правиме се што е возможно, најдобро, за да изградиме здрави куки, згради и така натаму. Многу поважно е и многу повеќе треба да се интересираме да градиме на една здрава основа, на здрави темели, со здрави материјали, животи. А пак, ние верниците, градејќи ги нашите животи, сме вклучени и во градењето на Божиот храм. Тие работи не можат да се одвојат. Не можеме градењето на личниот живот, духовен живот, воопшто животот, да го одделиме, да го издвоиме од градењето на Божиот храм. Ние сме, вели овој текст, Божиот храм, и од тоа како ги градиме своите животи, зависи како ќе го градиме и Божиот храм. Не можеме да градиме на лоша основа во нашите индивидуални животи, а црквата па да ја поставиме на здрава основа. Зашто сето тоа е поврзано. Нашите животи е градат црквата, го градат Божиот храм. Е тоа е метафората која апостол Павле ја користи во овој дел од третата глава, третата метафора. Минатиот пат видовме две, во првите 9 стиха, и сега од 10 до 17 стих говори за третата метафора, тоест за црквата како градба и нашето учество во градењето на таа градба. Во првата метафора видовме дека апостол Павле многу јасно им го покажува, им го открива, многу директно нивниот проблем. Проблемот со духовната незрелост. Црквата е поделена на групи, сите си следат некакви човечки авторитети, а сето тоа за на крајот секој да се издигне себе си. Егото е во преден план. Секој вели јас сум, его ејми. Јас сум Павлов, јас сум Кифов, јас сум Аполосов, тоест јас сум нешто. Бидејќи јас припаѓам на некоја група, тоа значи дека сум повеќе од другите. Имам поголеми дарби, поважни служење, позначен сум, а тоа води до завист, до неслога, вели Павле, до кавги и до заустанување во растежот. И тој дава една оценка како еден педијатар, духовен педијатар, и вели, вие сте заглавиле во својот растеж. Всушност немате растеж. Вие сте духовни бебиња во Христос. И тоа е сериозна работа. Ако бебето не се развива, родителите ќе се загрижат. Ако некој не се развива с некоја било која област, ќе се загрижи. Опасно е ако бебето не проговори. Опасно ако бебето не проуди. Опасно е ако заустанува во другите работи. Се преземаат мерки тоа да се реши. Но многу поопасно е ако христијанинот не се развива духовно и се остане едно духовно бебе. Опасна работа, вели Павле. И покажува, вели, зошто е така.
Вие се карате, вие се расправате. Ако не сте духовни бебиња, кога има меѓу вас неслога, има завист, има расправи. И им вели, не можам да ви зборам како духовни, како на духовни, туку ви зборам како на телесни. Употребава збор саркс. Во Новиот Завет има два збора за тело. Сома, кој означува анатомско тело, тело како тело, мускули, крв, коски, и саркс, кој повеќе ја означува грешната природа на човекот, телото со похотите, со страстите. И апостол Павле вели, вие сте телесни, тоест вие сте подчинети на гревот. Вие сте како обичните луѓе, кои не се раководат од Христос, нашиот Господар, туку се раководат од своите гревови, од грешната природа. Зато има кавги меѓу вас. Не треба да биде така. А зошто е така? Така е зашто вие сте поставиле својот интерес, тоест секој си како надеж, како основа го поставил човекот, човечкиот авторитет. И потоа затоа го постави прашањето и употребува она метафора за црквата како нива. Кои се или што се Павле, што е Аполос, што е Петар, нели се тие само служители преку кои вие поверувавте. Вашето спасение од Христос и вашиот растеж од Христос. Ние како служители можеме да посадиме, да полееме, но само Бог прави да расте. Затоа вашата надеж ќе ја поставите кај оној кој дава растеж. Тоест, во фокусот на вашето внимание да биде Бог. И тогаш нема да има завист, зашто сета фалба ќе му припадне на Христос. Секој напредок, за секој растеж, заслугата ќе му припаде на Христос. И нема да има кавги, нема да има фалби, нема да има расправи. Секој ќе се фали, кој што се фали, ќе се фали само со Христос. Тоа е, устари, поентата на овие први неколку глави. И сега од 10 стих почнува една друга метафора, третата метафора, во која вклучува некои принципи многу важни за правилен раст, духовен растеж. Таа метафора, нели, е за градбата, и тука апостол Павле прво упатва неколку предупредувања. Прво, внимавај на каков темел градиш. Темелот е најважното. Потоа вели, и внимавај со каков материјал градиш на темелот. Квалитетот на материјалот. И на крајот, вели, и внимавај многу кога градиш во исто време и да не рушиш. Зашто ако некој руши, тогаш го привлекува на себе Христовото рушење. Тој ќе биде срушен од самиот Господ. Тоа е во суштина метафората. Прво вели за основата. Многу е важна правилната основа. Гради на вистинска основа, всушност има само единствен темел. Друг темел не постои. Темелот, знаеме, е многу важен. Ако нема темел, џабе градиме. Се што градиме, ќе сруши, ќе падне. Нема да издржи. Знаете кој е највисокиот споменик во светот? Не е војнот на конј, има многу повисок, во Америка е. Монументалниот споменик или обелиск или кула во Вашингтон. Тоа е највисокиот споменик во светот. Граден е уште 1848 година, пред 170 години. Намерата била да се изгради споменик во чест на Џорџ Вашингтон, еден од татковците на американската нација. И кога почнале да градат, според проектот, тоа требало да биде како една зграда, горе да има рамен покрив и таму да биде ставен споменикот, таму да има председател на конј. Тоест, Џорџ Вашингтон да биде на конј, неговата статуа на конј да биде ставена на врвот на таа кула. И почнале да градат, и како што се возвишувала кулата, така тлото попуштало и се накривувала се повеќе, напукнувала и веќе по известно време решили да престанат со градењето. Зашто една таква градба никако не можела да биде издржана од темелите кои ги постави, тоест најмногу почвата на која се гради.
тврде дека почвата е мека, песоклива и не може да држи. И се откажале од градење. И така стоела таа зграда 20 години. И кога сите се мислеле дека пропаднат проект, така ќе остане, се собрали инженери и решиле дај да ја препроектираме, да поставиме пошироки темели, поширока основа, ама во градењето ќе ја стеснуваме понатаму и на крајот изградили пирамида. И така денес тој споменик е во вид на пирамида и е висок над 160 метри, 170 метри. Меѓутоа, проблемот во градењето бил темелот. Темел кој не може да издржи една таква градба. И апостол Павле ги подсетува на неговото доаѓање и на темелот на кој треба да се гради. Вие го изместивте темелот. Не може да се гради на друг темел, освен оној кој јас го поставив. И им вели како според Божјата благодат, што ми е дадена, јас како мудар градител поставив темел. А друг надградува. Само секој нека паси, секој да внимава како надзидува, зашто никој не може да постави друга основа. Никој не може да измести основата што јас се поставив со некоја друга. Павле вели, јас сум мудар градител, но тој не се фали. За да ги тргна сите опасности, некој да си помисли дека можеби тој се фали, вели според Божјата благодат. Значи јас сум мудар градител зашто Бог ми даде благодат, зашто Бог ми помогна. Бог ми даде мудрост. Тоа не е моја мудрост, не сум јас заслужен, Бог е заслужен. Гледате како внимава на луѓето кои многу се фалеле, тој самиот пак да не им даде основа дека и тој се фали. Прво кажува благодатта и потоа вели дека поради таа благодат тој е мудар градител. И продолжува и кажува за темелот. Јас поставив темел, вистински темел, Христос. И друг темел не може да има. Сите ние градиме, си го градиме животот. И многу е важно на каков темел градиме живот. Знаете, нашата градба, животот како градба, бара еден многу добар, многу здрав, многу сигурен темел. Зашто нашиот живот носи голема тежина. Тежината на нашиот живот не можеме да издржиме на нашето его, на нашата суета, не можеме да го положиме животот на друг темел освен Христос, зашто единствено Христос може да ја носи тежината на еден човечки живот. И затоа овдека Павле кога говори во трето лице еднина, ако некој индивидуално говори за секој твојот живот гради. И после ја истакнува, нели, опасноста од другиот темел, не постои друг темел. Кој бил нивниот темел уствари? Нивниот темел биле луѓето. Преку луѓето тие самите да се фалат. Тоа е, уствари, водечкиот темел или движечката сила која не задействува, која го задействува човекот во неговата грешна природа. Фалбата, славата, одобрувањето од луѓето. Тоа е она што во најголема мера го тера човек да прави нешто. И тоа е проблемот на коринтијаните. Тој на крајот на првата глава вели, кој се фали да се фали само со Господ. Зашто тие се фалат со луѓе, се фалат со себе си. Преку луѓето самите се фалат. И навистина, ако погледнеме на мотивот, овдека во прашање мотивот, на луѓето воопшто, луѓето во светот, па и ние живееме со грешна природа, во голема мера тоа е фалбата. Кога се прави нешто, кога се прави некое дело, ако тоа дело не се некако одрази во јавноста, ако не се заинтересира пиар заедницата, како да не се направило, кога се дава помош, кога се прават добри дела. Се информираат медиумите, тие да го одразат настанот во медиумите. Ако тоа не биде
представено во јавноста како да не било направено. И на крајот излегува дека самата информација за стореното е поважно отколку самото дело што се прави. Се ако имате Facebook, ќе се изнагледате на слики од одмори, од кафеани, од ресторани, од многу нешта. И си мислам како на времето одевме на одмор, а немаше Facebook. Како гледавме филмови, а немаше Facebook. Како слушавме музика, немаше Facebook. Секоја книга што ќе се прочита, се става на Facebook. Филм кој некој ќе гледа, го става на Facebook, гледа филм. Као отишел на одмор, кај седнал во ресторан, секој кафе што го испил, се излегува на Facebook. И доаш впечаток како луѓето да не го доживуваат одморот на вистинскиот начин, ако не го одразат во јавноста и нема потоа допаѓања, лајкови, коментари и останати работи. Тоа е човечката природа. Да се покаже, да се види, да се добие некоја позитивна реакција, да има одглас во заедницата. Како мотив, како темел на човечкиот живот. И апостол Павле вели, вашиот темел нека биде Христос. Зашто единствено Христос е сигурен темел. Секој друг темел ќе на крајот ќе доведе до тоа животот да почне да се накривува, да напукнува и на крајот ќе се урне. Ако животот не е граден на Христос како темел, може да биде граден на амбиции, може да биде граден на етика, може да биде граден на идеологија. Сите тие темели на крајот пропаѓаат. Како пред некој вечер имавме едни гости, повозрастни луѓе, и почнаа да си така, за возраста на која се наоѓаат, и велат, гледаме како сите сјалички една по една се гасат. Она што ти значило во животот, она што те водело, се гаси. И веќе стигнавме до тоа да не светка ни една сјаличка на нашата контролна табла на животот. И навистина е така. Една по една се гасат сјаличките. Единствено Христос како темел останува и дава сигурна основа. Пробај да градиш на друг темел, ќе се накривиш и ќе паднеш. Пеевме една песна за темел, дека Христос е единствениот темел. Има една друга песна, дека сигурен темел имам јас, во Христос мојот спас, секој друг темел е песок. А знаете, ако се гради на песок, подобро да не се гради. Песокта ќе проголта се и ќе се сруши. Тоа е принцип, многу важен принцип. Првиот основен принцип, ако сакаме добра градба во животот, треба да имаме добар темел. Христос е сигурен темел, не поклатлив темел. Здрав темел, стабилен. Потоа, од кога говори за темелот, се преминува на материјалите. И за тој вели, ако некој зида на таа основа Христовата, со злато, сребро, драгоцени камења, или дрво, сено или слама, сечие дело ќе се покаже јасно. Судниот ден ќе го покаже, зашто преку овој ќе се открие и огнот ќе испита какво е делото на секого. Дава неколку материјали кои може да послужат за градба, меѓутоа гледате дека овие материјали тој ги подредува по некој ред. Едниот ред или едниот принцип по кој реди е вредноста. Највредно е златото, најмалку вредна е сламата. Оди по таа логика. Злато, сребро, драгоцени камења, дрво, сено, слама. Меѓутоа, понатаму тој продолжува и говори за испитување, тест. Тестот е огнот. И гледаме дека другиот ред по кој ги подредува е оди надолу исто така, или може да кажеме оди нагоре. Оди надолу огноотпорноста, а оди нагоре запаливоста. Златото се топи на највисока температура, сеното се запалува најлесно. Зошто? Зашто еден ден вели, на судниот ден, кога Христос ќе дојде, секое дело, секој труд, секоја градба ќе биде испитана преку оган.
И од тоа со какви материјали е градено, ќе зависи дали тоа што е градено ќе издржи или пак ќе изгори, ќе биде загубено, ќе отиде така во огнот. Или идејата на апостол Павле е: внимавај со што градиш, внимавај на квалитетот на градбата. Во ред, Христос е веќе нашата основа. Меѓутоа, како една здрава основа, животот сака и здрави, вистински материјали. Или со други зборови, авторот вели: важен е квалитетот. Да, може да има количество, може ти многу сено да употребиш во градбата, тони сено, ама напразно. И од тука тој веќе го оценува и служењето на правилен начин на коринтијаните. Зашто имало луѓе кои имале некои големи дарби, големи служења. Тие се фалеле кој има поважна дарба, кој има поважна служба. И Павле им вели: може ти да имаш многу голема дарба и многу голема служба, но како се гради таа служба, како се работи, со кои мотиви? Ако ти ја работиш таа служба, ако ти ја користиш таа дарба да се фалиш и да се гордееш над другите, да се поставуваш над другите, тоа е сено. Ако градиш за Христос да биде прославен, на основата Христос, тогаш градиш вистински. Ако градиш во понизност и со вера во Бог, за градењето на Божјото дело, за спасение на луѓе, тоа е злато. Но ако градиш без вера, ако градиш само како рутина да ти биде тоа, ако градиш само или ако служиш, ако работиш за свој интерес и за лична слава, тоа е сено кој еден ден ќе изгори. И тоа е нели предупредувањето. Не колку, туку како. Не количина, туку квалитет. Да, има многу големи служења. Има служења кои се видливи, како проповедањето. И луѓето си мислат: тоа е голема служба. Тоа сигурно ќе добие голема награда. Не самата служба, туку материјалот, туку квалитетот. Зашто е таа служба? За каква намера, со каков мотив? Тоа е уствари критериумот за оценката. Не службата како служба, туку начинот на кој се врши некоја служба. И во тој поглед, големата служба е она служба која се работи на вистинскиот начин, со вистинскиот материјал. Тоа е голема служба. Има и на небото сигурно ќе видиме луѓе за кои не сме ни чуле, а биле меѓу нас дека имаат некаква служба јавна, меѓутоа се молеле, може би евангелизирале, може до крајот на животот се грижеле за некоја душа и на крајот ќе доби многу злато, ќе се оцени таа служба како многу вредна. Може би некој полусвет го пропатувал, мисионирајки, и на крајот да се покаже дека сето тоа е сено. Зашто мотивот на крајот покажува каква е службата, како се гради. Разликата меѓу златото, од една страна, оние скъпоценните работи, оние безвредните, е на крајот пак мотивот. Очигледно, коринтијаните немале вистински мотив, како бебиња, како духовни бебиња, а бебињата се најегоистичните од сите. Таа бебешката возраст е возраст во кој човекот е најсебичен. Бебето мисли само за себе. Да е нахранато, да е суво, да му е удобно. Бебето не се сообразува со другите. Бебето не мисли дали родителите им се спие, дали се уморени. Бебето си мисли на себе. Коринтијаните како духовни бебиња мислеле само на себе и целата служба ја свртувале кон себе. И Христос им вели: како духовни бебиња, вие треба да го свртите вашиот фокус. Не да работите за славата, за аплаузите, туку повеќе да работите за она што оддава слава и пофалба на Господ. И потоа продолжува со принцип, со тој огнот и вели зашто и ако делото на оној што зидел остане, тој ќе прими награда. Секој дело ќе биде испитано со Христовото доаѓање во оган. Она дело што ќе остане ќе биде наградено. И овдека Павле од благодатта поминува на заслугите. Спасението е по благодат, меѓутоа
Бог нема да биде праведен ако на крајот на небото сите ги удостои со иста чест. Зашто во тоа спасение преку благодат едни се посветуваат повеќе, други помалку. И нормално е веќе тие награди на небото да бидат по заслуга. За овој текст една интересна метафора дава Джонатан Едвардс, кој вели дека човекот или верните светиите се како садови. Сите се спасени по благодат. Секој светија е спасен по благодат. И кога и Бог во неговата благодат обезбедил на секој светија во вечноста да искусува совршено блаженство. Кога поминува во вечноста, во Божјото царство, секој светија бива потопен во оној бескраен океан на вечно блаженство. И секој бива максимално потопен. Меѓутоа, вели, секој светија на небото е сад со различна големина. Некои се поголеми садови, некои се помали садови. Некои се како оние казаните за мармелад, варање или пржење што се прави, некои се како мали чашички, некои се како цистерни. Секој ќе биде потопен и максимално исполнет. Меѓутоа капацитетот на нема да биде ист. Капацитетот на исполнетост ќе биде различен. Во различна мера секој ќе искусува блаженство. Бидејќи Бог по благодат сите им овозможил максимално блаженство, секој догоре ќе биде полн. Секој ќе прелева со блаженство. Меѓутоа, некои ќе бидат повеќе полни, некои ќе бидат помалку, во зависност од тоа каков сад е. Или идејата овдека всушност на апостол Павле е, кога работите, кога служите за вечни награди. Во вечноста да бидете исполнети колку што може повеќе. Да имате колку што може повеќе капацитет да искусувате блаженство во животот, во Божјото царство заедно со Бог. Или им вели на коринтијаните, доста веќе тој медиокритет, ли како да кажеме, таа незаинтересираност, таа апатија, тие кавги, таа закржлавеност, таа заостанатост. Вклучете се да служите за да добиете вечни награди. Интересирајте се повеќе за вечноста. Таму колку награди ќе добиете. Каква исполнетост ќе имате од вечното блаженство. Наместо да се расправате, да се делите, да се завидувате, служете. Служете вистински, на вистинска основа, со вистински материјали градате и еден ден да искусите награди. Зошто пак и другата опасност е, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, ама како низ оган. И уште една метафора, уште една слика дава апостол Павле. Како, например, човек кој градал, куќа ме градал е така, не стајал добри материјали, добри инсталации, преку вечерта се запалила, пожар ја зафатил куќата, тој скокнал низ прозорецот, се спасил. Ама гледа како се што има внатре, се оди. Останува без ништо. Се што вложил во таа куќа, се било уништено. И со други зборови вели, низ тој оган, вие ќе се спасите. Божјото дете не може да биде загубено. Оно што е спасен, е спасен. Меѓутоа, ќе му остане само животот. Се што изградил, се што направил, ќе исчезне. Ќе снема. Нема да има ништо, освен самиот. Да, представете си, сте градале, инвестирале, имате и средства, накити, богатства, мебели, скапи куќа и наднаш сето тоа ви се запалува и исчезнува. Трагично е. Исто така е трагично кога на тој суден ден, кога низ оган ќе се проверува се, гледаме како се ни гори. Цел живот, се што се прави, отишло во огнот. Да, ќе се спасиме. Не знам какво ќе е чувството. Меѓутоа непријатно е да гледаш како се ти се уништува, се ти пропаѓа, се ти се руши. И тоа е другото предупредување што го дава апостол Павле. Внимавај
да не градиш така што еден ден кога ќе дојде Христос се ќе ти изгори. Да, ти ќе влезеш како низ пожар, низ оган во Божото царство, ама се друго ќе ти изгори. И на крајот последното или така сериозното предупредување е внимавај да не ја уништуваш градбата. Вели, не знаете ли вие дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? Ако некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Во сите стихови досега Павле говореше во трето лице еднина. Ако некој гради, оној што гради, неговата градба и така натаму, се зборува индивидуално за секој градител. Сега за прв пат во 16 стих говори во второ лице множина. И тоа е единственото место во овој текст каде што се употребува, каде што обреке на целата заедница. И вели, вие како заедница, вие како христијани заедно сте Божиот храм. Тоест, вие сте заедно црквата, сите заедно. Сите заедно градејки секој индивидуално гради една заедничка црква, еден заеднички храм. Вие сте Божиот храм заедно. Меѓутоа, секој индивидуално градејки го животот, градејки го служењето, го гради тој храм. И внимавајте, и сега го дава предупредувањето. Ако некој, и пак се враќа во трето лице еднина, некој од вас, кој тој заеднички храм го руши, го уништува, тогаш него Бог ќе го уништи, зашто храмот е свет. И овде веќе апостол Павле како да вклучува и една друга позиција кон тие луѓе, како на позиција на луѓе кои не го почувствувале Христовиот спасителен допир на нивните срца. Како луѓе кои може и не се спасени. Зашто, всушност неговата поента е, ако вие и понатаму продолжувате да се карате, да се делите, да се завидувате, тоа покажува дека меѓу вас нема љубов. А тоа може на крајот и да покаже дека и не градите воопшто на Христовата основа. И тоа може на крајот да покаже дека не сте ни спасени. Христос рече во Јован 13:34: по тоа ќе ве познаат дека сте мои учители ако имате љубов меѓу себе. Карактеристиката на ученици, не учители, ученици. Карактеристиката на Христовите деца, на Божите деца е љубов меѓу себе. Ако нема љубов, ако има кавги, омрази, тоа покажува дека не се Христови ученици, не се следбеници. И во крајна мера ќе покаже дека немало спасителен допир, дека нивните срца не се поставени на сигурна основа. Многу важни предупредувања. Внимавај на што градиш. Внимавај со што градиш, за да не се случи еден ден се што си градал изгори. И на крајот внимавај додека градиш и да не рушиш. Ова апостол Павле овде упатува сериозен повик кон коринтијаните во светлината на Словото да се испитат самите себе си. На каква основа градат? Дали продолжиле да ја градат истата основа што тој ја поставил, Христовата. Исто така ги предупредува под светлината на Словото, на она што го чуле од него, исто да испитат со какви материјали градат, со какви мотиви градат. И на крајот, несериозното предупредување што им го дава, под светлината на Словото испитајте се дали навистина сте се покаяле, дали навистина сте поверувале, дали навистина сте новородени. Тоа се многу сериозни предупредувања во овој текст. Таа потреба имаме и ние. Проверката, да не ја чекаме конечната проверка на судниот ден, туку ние да си проверуваме на која основа градиме. Дали е на вистинската основа. За да не се случи ова градба да се сруши, да изгори во огнот. И на крајот на краиштата, кога градиме, да гледаме дали навистина градиме или пак можеби несвесно одиме во друга насока, ја накривуваме градбата.
и да се покаеме, да се вратиме на вистинскиот пат. Да бидеме сигурни дека нашата градба е на основата Христос и го прославува самиот Христос. Тоа да биде еден тест кој постојано, додека живееме, додека служиме, додека градиме, ќе си го проверуваме. Постојано. Сите имаме потреба од една таква проверка. Зошто на крајот на краиштата конечната проверка ќе дојде, сакале или не. Огнот ќе дојде и тој ќе испита се. Зато подобро уште сега, под светлината на Словото, на Светиот Дух, да ги правиме тие проверки. А Бог, кој секогаш сака да не поставува на вистинскиот пат, ќе ги слуша нашите молитви и ќе не води.